Утре започнуваат божикните пости во чест на раѓањето Христово. Ке траат до 7 јануари, ден Божик, кога се чествува раѓањето на Господ Исус Христос. Утре започнуваат божикните пости, посветени во чест на раѓањето Христово. Овие пости, како што спомнавме, спаѓаат во редот на поблагите пости, каде што верниците консумираат масло и риба. На социјалните мрежи сигурно ќе биде објавено, а и веќе е објавено типикот како се пости со благослов на нашиот митрополит господин Иларион. Секој оној што сака да пости ги почнува постите, најдобро ќе биде да поразговара со својот духовен отец или со парохискиот свештеник, бидејќи имаме луѓе кои од здравствени причини не можат да издржат повеќе дневни пости и така наатаму, и затоа е потребно да се поразговара со духовен отец или со свештеник. Постите не значи дека се некоја диета, но постите се воздржување од масни и обилни јадења. Па затоа и треба се советуваме во однос на нашето и телесно здравје, но и духовен напредок, да се посоветуваме со свештеник, и тој правилно да го упати секој верник како треба да ги држи овие божикни пости. Нека ни се лесни и од Бога благословени постите, и ќе кажеме дека колку што е важен телесниот пост со воздржување од храна, толку е уште и поважен и духовниот пост со воздржување од лоши дела, лоши мисли, лоши зборови и се она што не тера да направиме зло во овој свет, било на нас самите, било на другите наши браќа и сестри, да не ги соблазнуваме и да не извршуваме дела кои се достојни за осуда, но да правиме дела кои се достојни за спасение и за наследување на Царството Небесно. Да, во однос на другите пости, дали овие пости се разликуваат или се исти? Овие пости се, рековме, поблаги пости, исто како петровденските пости, каде што е дозволено почесто да се консумира масло, а сабота и недела и риба, но во текот на овие месеци има и празници во текот на месецот декември, каде што може да се случи некој празник да се падне во среда, а е голем празник, па црквата благословува и се разрешува и на риба. Но сето тоа ќе го имат на социјалните мрежи, објавено од страна на Брегалничката епархија и од секој на свештеник по-одделно, каде што детално ќе има за секој ден што може да се консумира.